Можеме така. Добар ден на сите. Ви благодарам пред се за присуството. Преку вас медиумите да ги информирам граѓаните на општина Велес за една вест која што подолг временски период ја очекуваат. Можам да кажам дека веќе трети ден фирмата Телеком, која што го доби тендерот за улично светување, е активна на терен. Веќе се местат првите светилки на главните улици. Фактички денеска означуваме почеток на еден голем проект кој што ќе го реши еден од најголемите проблеми, а тоа е осветувањето на нашиот град. Општина Велес ќе биде помеѓу ретките општини или прва општина во Република Македонија каде што на еден систем кој што ќе биде и контролиран и ќе има сериозни заштити, ќе го реши овој проблем. Ова е моје предизборно ветување кое што го дадов пред граѓаните заради тоа што и пред да станам градоначалник имаше сериозни проблеми во делот на уличното светување, но и од кога сум градоначалник, а измеѓу време се случија многу работи во делот на енергетска криза, зголемување на цените и она се друго што го поврзува тоа. Сакам да кажам неколку детали, значи како што кажав, договорот го имаме склучено со Македонски Телеком. За некаде околу 3 до 4 месеци треба да заврши целата замена на сите 4695 светилки. Зборуваме за замена на светилките од 40, 45, 55 и 85 вати. Со тоа што ќе бидат заменети светилките во централното градско подрачје, во периферните делови, во приградските насоби, но и во сите наши села кои што ги имаме на територија на општина Велес, независно дали се големи или мали. Покрај промената на светилките, кои што кажав дека трети ден се менуваат, ќе се постават и 92 ормари. Тоа се ормари кои што и законски треба да ги извадиме надвор од трансформаторите за да можеме полесно да го контролираме системот за осветување. Дополнително, секоја ламба има серијски број, не да Боже нешто да се случи да имаме увид во кој дел на нашиот град има оштетување на ламбата или па делови каде што може да се случи мрежата да падне за да можеме брзо да интервенираме. Со промената на улично светување очекуваме помеѓу 70 и 75% заштита на електрична енергија, потошно на киловати. Овој систем предвидува со овакви ватажа што претходно ја спомнав да имаме намалување на сметките за 70 до 75%, но тука морам да кажам дека зборуваме за намалување на ватите, а додека за сметката за струја не зависи од ватажата, зависи и од државската цена која што секој ден можеме да видиме дека варира не знам, од 75 евра па некаде до 300 евра. Замолувам граѓаните да се стрпат во овие 2-3 месеци, заради тоа што не може наеднаш да бидат променети сите светилки. Работат 2 до 3 екипи, луѓе кои што си ја знаат работата и се посветени. Градот е голем, има голем број на светилки. Да се заврши прва оваа фаза на промена на главните улици и после одиме во периферните делови на градови и после одиме по селата. Така да некаде околу, да речеме 60 до 90 дена би требало да се заврши комплетно уличното светување и да се пофалиме дека покрај големите работи кои што ги направивме, сме решили еден сериозен проблем кој што може да кажем дека на повеќе 10 години ствара проблеми. Дали средствата се од општина Велес? Да, 100% од општина Велес. Колку вкупно средства се? Значи 90 милиони денара со ДДВ е договорот кој што го има општина Велес случено и имаме плаќање на рати, тоа се 36 еднакви рати по 2 милиона и 500 илјади денари кои што општина Велес ги преправа секој први на сметката која што ја има договорната страна, тоа е Телеком. Тоа е еден добар модел каде што за 3 години ќе го исплатиме светувањето, имаме гаранција, директорот ќе каже колку години таму има часови кои што се предвидени како гаранција за секоја ламба. Инаку не кажав, се работи за еден светски европски бренд, пошто цело време зборувавме дека сакаме да донесеме европски бренд во Велес. Тоа е фирмата Шредер, која што од кај што се купени фактички светилките, не зборуваме за неквалитет, туку зборуваме за висок
квалитет, европски стандард, заради тоа што ние припаѓаме во Европска унија и планираме таму да одиме и така планираме се понашаме. Ќе